Гостин во овој информативен преглед е Стефан Влахов Мицов од Македонскиот манифест. Добро вечер, господине Мицов, за вас. Вечерва сте наши гости, заедно со колегата Иван сме домаќини. На почеток би сакала да подсетиме дека пред неколку дена Македонскиот манифест имаше декларација која испративте и до претседателот Иванов, но исто така и таа декларација е испратена и до македонскиот народ. И велите ги повикувате да се обединат македонските партии да го одбранат суверенитетот на државата. Вие прашувате дали излезе некој од глувчешката дупка. Јас ве прашувам вас, излезе ли некој од глувчешката дупка и се одзвали на вашиот повик и манифест? За жал, никој не излезе до сега од глувчешката дупка и предпоставаме дека нема да излезе. Кога гледаме состојбите во последните 2,5 години, тоа ќе биде јасно дека нема да излезе. Јас тука сакам да направам една мала, всушност не е толку мала, туку суштинска корекција. Ние повикуваме не политичките партии на обединување, туку повикуваме патриотите во политичките партии кои да се обединат околу унитарниот карактер на македонската држава. Има разлика меѓу раководство, има разлика меѓу членска маса. Значи вие ги повикувате обичното членство? Обичното членство го повикуваме, пошто ние гледаме како се одвиват работите и тие состојби до кои сега стигнахме са точно заради партиските лидери. Тоа е проблемот. Тоа е проблемот. И затоа ние повикуваме, како веќе кажав, унитарниот карактер на државата. Многу пати сме изјавували, нема двујазичност, нема менување на име, нема закон за јазици и тоа. Сега јас сакам да кажам, пошто еве гледах и вестите сега, а и пред тоа од вчера се знаеше, дека сегашната цел на албанските сепаратисти и кои се водени од американскиот амбасадор Бейли и од Еди Рама, тоа е да, пошто видеа дека не можат директно да наметнат промени во Уставот, нема како да наметнат со двотретинско мнозинство така, и сега се обидуваат да почират македонскиот устав индиректно. Зашо тоа? За да можат да добијат мандат од председателот Иванов, пошто Иванов беше дециден. Сака не само потписи, туку сака и потврда за зачување на унитарниот карактер на државата и да нема опити за ревидирање повеќе на Уставот. И тие сега се обидуваат дека нема да има менување на Уставот, ама ќе има закон за јазиците, а што е внатре битно? Тоа сакат дури не е двујазичност, туку сакат судство целосно на албански јазик, сакат седници целосни на албански јазик во собранието и дебата за менување на име, герб и химна. Тоа е големиот проблем и исто така ние гледаме тоа кое се случи со нелегитимното, неуставното, специјално јавно обвинителство. Тоа е антиуставно, но истовремено беше протуркано со закон. Сега тие се обидуваат на истиот начин, на мала врата, да почират македонскиот устав и да стават албанската платформа, да ја протуркат, нали, како уставен. Ако добро ве разбирам, вие велите дека ова е масло на некои големи сили. Тоа е апсолутно масло на големи сили и јас еве ви кажах едната цел. Другата цел е распад на ВМРО ДПМН, нали, да оди во опозиција и да се распадне. Исто се сеќавате како беше во терористичката војна против Република Македонија во 2001-2002. Така, расцепканост и тоа е. Сега, како да стане таа расцепканост? Најлесно е, ако ВМРО, независно дека и доби сега од гласачите, отиде во опозиција и тогаш од една страна со притисок од страна на антимакедонската влада, второ, со притисок од
нелегитимното специално явно обвинителство и трето со притисок од надворешни фактори исто така и притисок, тоа тука ќе подцртам, со притисок од антимакедонски елементи во раководството на ВМРО ДПМН. Значи, има такви и сега тие наметнаа тактика во последните 2,5 години на попуштане, пошто можеше тоа да се спречи одма. И воопшто сега да не збориме за пуч. Ама да се попушти на СДС, на опозицијата, да се попушти, за да види народ, македонскиот народ, се едно тој не знае, колку са лоши од СДС, па потоа да гласат за тоа. Ете тая форма. И сега тие добро се знаат. Ама јас ќе кажам, нема да кажам сега имиња, ама ќе кажам кои са. Секој ќе ги препознае. Тие са сега кога заговарат ВМРО ДПМН да оди во опозиција. Слушнете кои функционери од ВМРО зборат дека подобро е ВМРО да оди во опозиција, па потоа ќе добие 2 мандати. Сега, ако ВМРО допушти создаване, не нови избори, а создаване на антимакедонска влада, таква, не само Верувате ли дека може да допушти такво нешто ВМРО? Па видите сега, јас мислам дека тоа не смее. Не смее да го допушти. Прво, мислам дека председателот не смее да даде, да се залаже и да даде мандат за составање на влада, на антидржавни елементи, докажани антидржавни елементи. Што ако Заев собере 61 Па добро, тој ќе собере, ама видите, во член 84 од Уставот се вели дека председателот определува мандаторот. Председателот определува. А исто така, сегашното кое се одвива по времето кога Груевски не создаде влада, тоа е веќе антиуставно. По уставот нема што секој си интерпретира уставот како му текне. Член 90 е дециден. Ако, значи, таму има мора мандаторот да предложи влада, ако мандаторот не предложи влада или така и така, со тоа членот завршува. Нема втор, нема трет, нема пауза, нема даване на нови. Нема што да се интерпретира разни уставни судии, кои са, значи, тука директно ќе кажам, не знам кој им е дал дипломите, нивните, ама тука членот завршува. Нема друго. Не можеш ти да интерпретираш. Уставот не се интерпретира. Како во казарната, пошто се беше јавил некој таму, кој тоа и вика, ама не, мора втор, трет. Па во казарната, како е? Има си наредба, чита се, не се интерпретира. Ни закон, ни устав, толку. А има промашување во уставот. Но, кога има промашување во уставот, се распишуваат нови избори. Толку. Нема ништо друго. Господине Мицов, дали се тоа што се случува периодов на домашната политичка сцена, но изминатите 2,5 години на политичка криза има некаква поврзаност со промената на уставното име на Република Македонија? Па точно тоа е поврзано. Точно тоа е целта. Целта е менување на уставното име. Сега, истовремено со менување на уставното име, менување на македонскиот идентитет, уништување на македонската држава. Значи, гледате, тука одат во два правци. Од една страна, тоа се турка, еве како кантонизација на државата, значи тоа се турка. Од друга страна, преку името, преку преговорите со Грција, значи, во два правци, па каде успее? Па и се поклопуваат. Ете, тоа е проблем. Најголемиот проблем е тоа, името. Името, пошто името содржи идентитетот. Кога се менува името, тоа е поврзано со менувањето на јазикот. Гледате, од една страна се турка името, а од друга страна двујазичност и јазикот. Така што тие се споредуваат проблеми. И тоа е, значи, ние, видите, независно дали председателот ќе смее да даде тоа мандат, ние по никој начин и како граѓани тоа не смееме да допуштиме антимакедонска влада, пошто ние тука си подпишуваме во моментот кога допуштиме во собранието да се изгласа антимакедонска влада, ние подпишуваме капитулација, дефинитивно капитулација. Значи, видите, во одбрана на македонскиот идентитет, на македонската држава пред се, тука нема, значи, нема калкулации, се е тоа, се е законско.
пред државата се е законско. Мора да се искористат апсолутно сите и да зачува. Пошо, ако ние не зачуваме сега државата, по 50, 100, 200 години никој нема да те праша дали е било законско, дали е било. Имало држава, нема држава. Така што ние по се мора да ја зачуваме. И тоа мора да го знаат и политичарите, и се тие, значи, граѓани кои, да ви кажам, еве овие денови, пошто има доволно патриоти во Македонија, се организират се во друштва, организират се за отпор, така што македонскиот народ е буден. Ние кога отпрашаме кон македонски, правим кон македонскиот народ, немаме увид некоја имагинерна маса. Тоа се луѓе со став, со темперамент, со самосознание, со самодоверба. Така што тука нема да им помине. Вие испративте веќе декларацијата, ги повикавте денеска и граѓани да останува да видиме дали некој ќе излезе од глувчешка дупка, уште еднаш повторувам. Граѓаните ќе излезат, за политичарите токму така не знам. повикувате членството, а не лидерите на политичките партии. Ви благодарам што бевте дел од овие вести, од овој информативен преглед на телевизија Нова. Ве очекуваме и во некоја наредна прилика.